Здраво, јас сум Сара. Тоа што сум overthinker, мада сметам да не бев overthinker, немаше да правам доволно добра анализа. Добра музика и сонце. Искрено не знам како функционирам од ноември до февруар, ама да, сонце и добра музика е супер комбинација. Бројките дефинитивно. Тоа што комбинација на бројка со имагинација, мислам дека води до доволно добра стратегија, така што бројките. Генерално, улогата на Google Analytics во дигиталниот маркетинг е доста голема, со тоа што кога станува збор за бизнеси на кои што конверзијата им се наоѓа на веб страната, е уште повредна улогата и со анализа преку Google Analytics се достигнува една нова и подобра стратегија. Дефинитивно тимот и нешто што е надвор од мојот домен, односно во овој случај тоа би било некоја голема креативна кампања. Со тоа што не сум секогаш креативна, па ми треба малку време да го размислам тоа, меѓутоа генерално предизвик е нешто што ме мотивира. Да е што поедноставна, заклучоците да се доволно јасни, за некој што не знае за што станува збор да може тоа да го прочита и да му биде јасно на прва. Да се конзистентни метриките, читањето на метриките да е конзистентно и да сватите дека и нула е добра информација како податок. За 5 години обкружена со истите луѓе како денес, во едно подобро време на едно подобро место и веројатно како бизнес или маркетинг консултант. Имам уште неколку идеи, ама таа е најизодливата сега до сега. Доколку сакаат да променат кариера, односно да почнат да се занимаваат со дигитален маркетинг, дефинитивно правото време да се случи тоа сега. Ги охрабрувам и сметам дека присуството на програмите на лекција ќе им даде еден нов поглед на бизнисот, нов поглед на маркетингот генерално, така што ги охрабрувам да се запишат.